Марко Маринковиќ Слаткар веќе 20 години е еден од најпознатите хип-хоп музичари на македонската сцена. Денеска муабетот за Без маска го почнуваме во малото, каде што порасна и каде што почна целата негова приказна. Марче, те вративме назад на почетоците. Да, буквално back in the days и увек ми е окей да се потсетам од каде доаѓам, пошто тоа е причина за да не се изгубам по самиот пат, знаеш. Ние првото интервју за Репортер го правевме пред точно 4 години и тоа на денот кога паднал првиот снег во Скопје. Ти фали ли снегот во Скопје или си повеќе летно дете и сакаш море и плажа? Па роден сум главно у август и не е нешто дека сега многу сакам снег, Ама на планина. Некам кога ќе почне снегот да се топи, значи некам каша. Јас сум главно роден у лето и сакам лето. Не ми фали снег уопште. Ти во времето на пандемијата направи околу 2 години пауза, да речеме, малку те немаше на сценава, меѓутоа после во еден краток период издаде многу песни и многу спотови. И мислам дека секоја песна кога ќе издадеш одеднаш привлекува внимание, значи Слаткар е Слаткар. Меѓутоа, не една колку последнава, ама што ја промовираше пред 2-3 недели од прилика. Од каде идејата, видеото на песната да вклучува лесбиска сцена? Види. Да, јас директно вака со прашање во одма. Дека е таква сцена, едноставно. Види, таа песна си нема везе со самиот спот, тоа е песна направена тематски, направена за онакви несрекни врски и слично. Али умеѓу време, пред да го правам ја самиот спот, упознав една девојка што дома кажала дека има девојка и ја избркале од дома. И беше баш онака, мислам, светот и беше сручен. И ја имам таа задобија едно дете и не знам која е таа причина што може да ме натера да си го избркам детето од дома, посебно ако е љубавен избор што мене не ми се свиѓа. И главно таа причина е, мислам, таа ствар е направена чисто да покажам дека стојам на људската страна на историјата, знаеш. Мислам, генерално таа случка што ја дознав и која ја видов на Кец, која видов на старт, мислам, кога ќе упознаеш човек што му е срушен светот ради тоа што сака нешто што нас не ни се свиѓа, ме натаже многу. Јас сум таков тип, застанувам у одбрана на слабиот, па макар и да сум сам таму. Мислиш ли дека на овој начин и помогна на девојката што ти инспирираше да го направиш сценариото? Дали си уште во контакт со неа? Сум, али не мислам дека сум помогнал. Ја не имав у план да помагам. Само сакав да покажам дека ја можеби делувам така како што делувам, ама и можеби сум имал фобии. Кога сум бил помлад, тоа не се фобии, тоа е едноставно имаш одбивност кон нешто што ти е непознато, не си се соочил, едноставно го гледаш тебе, не ти се свиѓа и викаш, знаеш. А сега? Сега ми е жал. Ми е жал и тоа го имам направено чисто емотивно, немам буквално никаква друга причина, освен тоа да се водам според моите емоции. Моите емоции мислам дека се коректни и мислам дека сум направил точен и људски потег, знаеш. Добро, но мислиш ли дека самиот спот ќе предизвика толку негативни реакции? Дали очекуваш уствари дека ќе зборат и дека ќе потекне дури говор на омраза? Не мислев толку дека се, мислам, види, ја знам дека све ние заторуено општество, знаеш. Али не очекував да биде сега така, не знам ти што. Види, на крај крајева едно е тоа каков сум јас као човек, друго е тоа каков сум ја као
артист. Али тие две ствари некад се спајаат заедно и генерално можеби не сум музички среќен што не сум го подгодил вкусот, ама па сум среќен ради тоа што Предизвика реакција? не што сум не тоа нека мислам, ја не сум клауд кетчер уопште, знаеш. Туку едноставно сум направил нешто што е правилно, правично. Тешко ли ги најде девојките за во спотот? Уствари, колку ти беше тешко да ги убедиш дека треба, например, да се бакнуваат во самиот спот или да имаете малце поексплицитни сцени, да кажеме, пошто нели се уште живееме во општество кај што е битно што ќе каже фамилијата, што ќе кажаат комшиите, Комшиите е Побитното, да. И фамилијата. Мислам тоа е страшно и тоа е тоа што не прави нас да сме за нигде после 33 години своја држава, ние сме уште за нигде, пошто многу ни е побитно да направиме нешто што е коректно за тие отколу нас, него да направиме нешто што е коректно за нас, знаеш. Тоа е тоа. Иначе за самиот спот, ја не ги наоѓам девојките, си тераат тие што го прават самиот спот, знаеш. Да. И ја уствари немам никаков контакт и ни се објаснувам ни тоа ни тоа, само ја викам дека сакам да помогнам, сакам да покажам дека можеби делувам така бартихато, ама имам чувства и емоции и јас, знаеш. А таа приказка стварно ме дирна. Знаеш, ми беше криво. И од тоа бев инспириран, знаеш. Добро, Марко, кога ги читаше коментарите, јас пак да се вратам назад. Па не читам коментари више 12 години. Престана? Па не, едноставно види, читам критики. Критика е некој нешто кое ќе ти кажат за да си боле. Музички или како и да е. Ама не можам да се трујам, а и не можам да се пунам ни со браво, ни со уа, знаеш. Едноставно мислам дека тоа мене ќе ми направи проблем околу мојот вистински фокус на цела ова приказна, знаеш. Ти праќаат луѓе негативни пораки, негативни коментари? Па праќаат, па што да прават? Па јас се бавам со јавна работа, не можам така се ми праќаат, па и треба да праќаат, ако не кеш да праќаат, не работи јавна работа. Имаш милиарда работи у животот, што можеш да ги работиш, знаеш. Да седнеме сред Ајде. Клупа. Ја уопште не се жалам од тоа, мислам, и треба да ни праќаат, треба да има свај сву. Едноставно си решил ти да можеш да... Секаш од оваа страна? Од кај сад биташ? Ајде, тука сме. Океј, овде малце кал. Да, ти малце влезе Влегов у длабокото. Пошто, види, ако сакаш да се бавиш со јавна работа, мора да си јак материјал, да си свила, мора да си кожа, што не се кине. Едноставно, Владо Јаневски има многу убав стих за тоа. Па луѓе се нек си прозборат, знаеш, буквално не можам, посебно јас, кој сум влезен од цела оваа приказка, со критика према тоа што ми пречи. Ја да забранувам некој да си го каже тоа што му пречи е апсурдно. Знаеш, така да не можам вие што јаете говна читам, али углавно имате право на све. Сега уште ова сакав да те прашам поврзано со песната и после ќе смениме темата. Да, читав коментари на видеото на YouTube и меѓу коментарите имаше такви кои што викаат: Марко, врати се, ми фали стариот Марко, ми фали Марко кој што е повулгарен, поостар на јазик. Велат дека си преминал премногу во комерцијала. Како се смени твојата музика во изминативе 20 години? Дали се сложуваш со нивниот став или едноставно еволуираш? Ба види, ја не би можел да се ја можам да се вратам се овде пак да видам како е ова мало, јас си го сакам ова мало,
Ама у овој момент и задниве 15 години ја више не живеам овде. Ја може да не ти се свиѓам, ама една ствар не можеш да кажеш за мене, дека ја лажам. Ја не сум фејкер, ја ќе го кажам тоа што го мислам, па макар тоа било и непопуларно, ама ако мислам дека е тоа правдвично, ако мислам дека е тоа коректно, ја ќе го направам тоа. Ти ако се бавиш со јавна работа, мора да се помириш дека не може да те сакаат сите. Тој што мисли дека го сакаат сите е дебил и тој нема да опстои никде со никој никако. Сега една од причините уствари зашто го почнавме интервјуто тука е заради тоа што ти ми кажа дека на ова место почнали првите песни, дека тука се направени првите спотови што ги имаш направено во кариерата, оној кош што е позади нас, тој ќе не го снимиш ли кошот што е позади нас? Нове кош дека имаш играно, растено. Ја имам куцано порано кога бев. Не, се шалам. Никад не сум ја куцал, сум можел да фатам обрач, тоа ми било кога сум бил најкошаркар. Сега, кои се некои најубави спомени што ги имаш од времето кога си растал тука и што еден ден ќе сакаш да му ги раскажеш на твојот син Моша? Па, види, ја мислам дека кога ќе му кажувам јас што сум прошол, ја мислам дека него ќе му е научна фантастика тоа, знаеш. Исто кој што мене ми е научна фантастика животот што го прошол мојот татко, знаете. Така да верувам дека секоја генерација има болја шанса и подобра шанса и шанса каде што не треба да искуси буквално све за да знае. Знаеш, не знам што точно би му раскажал дека порано тука имаше 50 деца и сите си игравме заедно, теравме, правевме, крадевме. Некој ако остави некој маркет, ако имаше оставено фриджидер. Ве фатиле некогаш? Па не фатиле, ама ни простиле дека тоа не било кражба, туку било едноставно, дури некад и ги фаќало жала, децава нема да си купат сладолед, како греота се. Само не кршете. Кажи ми, јас неодамно дознав дека ти всушност имаш двајца браќа, јас мислам дека еден, неодамно дознав дека се двајца. Добро, како беше да се расте со двајца браќа? Посебно што ти си значи средниот. Малиот е секогаш оној што е миленек во фамилијата, поголемиот е тој што ги строи децава помали од него. Добро, ти се слушаше ли гласот, успеваше ли да се избориш за себе? Абе, види, нека ти и тој сам момент кај што ти стварно не можеш да доеш до изражај, ти помага тебе у животот за многу други ствари, знаеш. Мислам, нека ти тоа што може би ја не сум можел да дојдам и не ми се слушал гласот, јас сум направил све за да ми се чуе гласот низ цела држава. Колкото уствари те исчеличи тоа ојаче како човек. Цел свет, знаеш. Ја верувам дека све си е со причина, знаете, исто кој што верувам дека ја ова не би го правил у животот, која не би го имало оној проблем со самиот говор, знаеш. Ја не би почнал да пишувам ако сум знал да зборам. Добро. Сметаше ли? Па да. Ти создаваш ли комплекс? Па, као дете многу. Знаеш, али главно мојот стимул за пишување доаѓа баш од тоа. Ја не можам да го кажам тоа што го мислам, па ќе го напишам тоа што го мислам. Тоа станува пракса и знаеш која му е на човек, која му е тоа бастум у животот, ти можеш после тоа на тој бастум навикна да одиш на една нога, ти на една нога после можеш да скакаш и да си прв ко Писториус, не знам како да ти кажам. Само верувам дека све што ни се дешава у животот, колку и да звучи и да делува тешко, тоа е за нешто добро што не очекува у иднина, знаеш. Така да сега, као мал увек сум мислел дека нешто Господ ме казнил,
А уствари после сватив дека Ти дал дарба? Господ ме погледнал и ме допрел, знаеш. Сега не би го менјал за ништо. Мислам, тоа ми е мене рудникот од кој црпам и инспирација и парички. Сега, твојот помал брат е музичар, дали сте соработувале диџеј, така? Да. Дали сте соработувале професионално? Да. Он ми е, мислам, исто ја имам настапи со него. Сега почна да настапувам многу сам и така да гледам да не го замарам многу. А по стариот брат што работи или бега од медиуми? По стариот брат не е сега за мислам не е јавна фаца, не знам Тоа зашто значи бега од овакво, бега би го од збореле, да, баш. Дали може уште малце да се прошитаме низ мало и да Ајде, тргнеме на кај пола, смрзнав, пошто имаме уште смрзнав. една локација да го одбравме смрзнав. најладниот Можам можен ли ден да за си интервју. пушам ја цигара вака дур се зборим? Мене не ме пречи. Кажи ми ти, дали можам? Апсолутно. Сега вака, колку од друга страна, па да речеме, љубовта и бракот со Сања те сменија како човек? Или се уште си Марко кој што си бил, карактерно, а само се надополнувате еден со друг и се креват? Па види, не е дека може да те смени тебе карактерно, ама мора да те смени, мислам. Жена што не може да те смени, мислам, не гледам зашто би останал со неа. Знаеш, мислам, жените ни се овде баш да не менјат. И ние ги менјаме нив, али главно, знаеш, све еден вид на перцепција. За некого сум сменет на боле, за некого некој, мислам, главно добар дел од луѓето. Исто имаше некое прашање, некое шоу, не ми текне каде Сања те расипа, ми вика. Знаеш, Како тоа те расипа? Па ме расипала нешто, Као си се смирил? као сум се, да, ја више не сум џуткела, ама јас сум правил све за да не сум више џуткела, јас сум правил све за да више не сум уличар. Ја не сум циљал на тоа, ја сум циљал да останам цел живот на клупа. Знаеш. Едноставно ја сакам да го земам тоа искуство и да го преточам у нешто друго, пошто времето иде, се менја, ние растеме, години летаат, се шириме и некако мислам дека ми има сменето многу. Можеби не сум толку поише си ги мерам самите зборови, ради тоа и нека така делуваат и разводнети и клишеи, не знам ти што, ама пазам да не повредам никого посебно околу тие две-три ствари што мислам дека се многу битни, више никад не би си дозволил да навредам некој на национална, верска или сексуална овакво Основа. А основа, кажи ми, кој го има главниот збор по дома? Сања, ти или Моша ве строи двајцата? Моша е, мислам, главен. Какво дете? Палаво многу, бесно. Препознаваш делови од себе во него, колку ствари има наследено од твојот карактер? Па вака, он личи вака физички на мене, ама целена Сања. Да? Ужас. Значи, не. Викаш, среќен си што е така? Не, сум, пошто, види, он е златно дете, ама е многу инат, пример на мајка му. Сега тој инат на мајка му ми пречи мене у секојдневна комуникација, ама па јас сум среќен и јас сум бирал таков човек. Таква жена покрај себе. Да, едноставно сум го нашол тоа што сум го барал. Мислам, не сум го барал јас, мислам, не се бара тоа, така улетува, ама кога ќе го видиш, јас Сања знаев што првата неела дека ќе ми е жена. Знаеш, мислам, едноставно некои ствари можеш да ги видиш од старт. Зашто ги избравте името Моша? Ви се допаѓаше на двајцата или има некое посебно значење? Сања е еврејка по мајка, а они имаат кај нив у фамилија 7 варијации на тоа име. Мојсе и Моша, Моше,
бла, и он е 8, уствари. Тоа е некоја традиционална шема што ја верувам дека до мене епте ми се свиѓаше такво е. Различно е. Ја го дав предлогот од кога дознав дека имаат 8. Јас знам дека дедо и насање е Мориц. Пак е тоа варијација, тоа име, знаеш. Мојсей, Мојсо. Понаше. Ти ми кажа, кога се договаравме за интервјуто, ти ми кажа дека сега за родината на Моша ќе правиш песна, уствари дека ќе излезе песна која што му ја посветуваш на него и дека конечно во спотот ќе објавите видео и слики од времето кога да, бидејќи никогаш не објавувате слики. Каков жабец. Да, како, кажи ми докаде е спотот, докаде е песната, дали е све спремно или спотот е, знаеш, спотот ми е тука у телефон кај мене и кај мајка му е спотот, само некој треба да го склопи. Песната ја правам на добар пат сум. Ке ти ја пуштам се у кола, ама нема да снимаме без сними, да. Добро. Ништо, ајде тогаш да тргнеме ние на кај кола, бидејќи ќе не носиш на местото каде што го имаше првиот голем настап во кариерата, така? Не е голем, али првиот настап. Битен. Па за мене у тоа време е ко да пеам на Сан Ремо. Ајде, томан. Дали се сеќаваш кога прв пат ја слушна песната, прва песна уствари што слушна на радио твоја? Па мислам дека прв пат не вртеа, тоа бевме underground многу и не вртеа на 103, канал 103 имавме една песна со Скити Владо, првата група, единствена опција. И тоа беше углавно првиот пат кај што сум се чул ја кога пеам на радио и мислев дека е не знате што. И нели викаат не си успел во животот дека не си ја слушнаш песната на радио? Да, викаат, али нашево време некако почна да вика нешто друго. Некако кај нас е најбитно е тоа да некако ти ја слушнат песната луѓето и да се вратат да ја слушаат пак и пак. Тоа да трае со гојни. Така да таа песна што сум ја чул прв пат на радио е тотално небитна песна, ако гледаме тежински, да. Меѓутоа, дали мислиш дека ве цензурираат еве радиостаниците, не само тебе, туку и останатите артисти од хип-хоп сцената во Македонија, баш заради оние псовки и вулгарности кои што ги користите понекогаш? Па види, верувам, ја поише би сакал да верувам дека едноставно тоа што го правиме не е за нивната програма. Порано мислев дека ме цензурираат и некако им бев накручен им бев, знаеш. Сега оглавно го сваќам тоа дека едноставно можеби тоа што сум го направил не одговара за нивното програмско решение. Не мислам, гледам да знаеш како исто кој што некем да ми се меша некој мене во мојата работа, лошо е да му се мешаш ти на некој друг. И углавно јас сум научен да живеам без радио, али кејф ми е кога ќе ја чујам ради тоа што верувам дека тоа се песни што им се свиѓаат и на тие луѓе што се малце постари, знаеш. Нашата музика врти случај музика за млади. Мислам за млади. Главно не може да те сакаат сите, тетки и стрини, знаеш. Тоа е може да те сакаат ради нешто друго, иначе музиката не може ни да чујат ти што пееш, ни што рапуваш, ни бутор. Сега кажи ме, колку пцуеш приватно? Што може да ти извади од такт за да се испцуеш онака, човечки? Па, види, одглавно можда некад и да нема никаква потреба, али ти си напнат и може да те изнервира све. Добра, вака у сообраќај ако се деси нешто пцуеш? Пцујам, да, пцујам.
свирам. Не свирам, па што не знам, ми свирна еднаш летно време беше, ја бев со отворени прозори, ми свирна и уствари ја сватив колку језиво звучи кога ќе му свириш на некој, знаеш. И сега што вас сакам да те прашам? Блиндирам и да псујам вака. Ама Секогаш не се карам, она не и скочи ќе ти ева мајка, знаеш, не сум у тој фазон, не мислам дека е паметно тоа. Секогаш што да те прашам, а пред неколку години рече подобро фолк музичариве да не ме бараат за соработка, не би снимал песна, а од друга страна после направи распукала шарпланина во твој фазон. Зашто го смени мислењето? Не знам дали сум кажал да не ме бараат, туку Ќе го најдам видео интервју и го изгледав. Може да ете гледаш. После песна на што ја направив со Ферус. И некако тоа беше фора и некако дојде момент кај што сите мислеа сега ја дека ќе правам песна со целата сцена. А ја таа сцена број основно не ја познавам доволно, Ферус го познавам и знам дека е добар, ама и е фора со мојата тема што сум ја смислил за дување, знаеш. Али од оваа гледна точка не викам дека ја сега почнувам да ја запознам. Тоа е посебна музика. Тоа е баш бев пред некој месец пеев у Пајерн, Швајцарија со поише пеачи од таа сцена. Они се као субкултура. Они се буквално нешто што е посебно, некое движење што не го слушаат сите, ама тие што го слушаат се толку навлезени и у музиката и у самите текстови. Они им се ја така текстови да им се битни на луѓе од публика сум чул у мојава музика и у таа музика. Значи, они се толку навлезени, ти ако си испеал тој мора да го живееш, тоа ти не можеш да лажеш, знаеш. Јас сум многу воодушевен од нив, али ете, гледаш, сум кажал никад, ама И сега си прекажал. старото правило никад не вика никад. Никогаш да се потврди. И кажи ми што само ова подиме на следната локација, уствари почнуваме со снимање таму. А дали човек може да те види во кафана или бегаш од кафани? Па може да ме види у ресторан како ручам, ама у кафана исто може да ме види дека ручам, ама не може да ме види пијан. Ја мислам дека нема никој више да ме види пијан ради тоа што више 5 години не пијам. Мислам не пијам. Имам, знаеш како кога човек ќе си го испие своето, треба да си седи и да си кјути. Ја мислам дека го имам испиено своето, имам многу пиено, мислам константно бев у кафана, ја сум пораснат тамо и мислам дека е малце време за нешто друго. Ништо, сега ќе ми ја пуштиш песната за Моша, рече, гасиме камери, песната да ја слушаме. Гасиме. Дојдовме тука заради тоа што на ова место пред 20 години во Вулкан го имаше првиот голем настап, како што кажавме. Да, голем, првиот настап. Добре, кажи ми, какви сеќавања те врзуваат за тоа време? Па главно мислевме дека камерата е тука. Дека сме го освоиле светот, знаеш. И главно беше многу, мислам, многу битен настан за нас. Го има и на снимка, мислам дека го има целиот настан негде на YouTube. Беше многу битна ствар, беше многу добра ствар, собрани многу рапери, па да се покаже тука кој е боле рапер. Мислам, некој е боле рапер, колку е добар. Да, никад не сум го гледал ова као надпревар, никад не сум се надпреварувал, едноставно сум таков човек, знаеш. Мислам, сакам да сум добар за себе, не за да сум боле од некој. Никад не сум сакал да уживам у нечи пораз. И баш ради тоа
највише. Дали се сеќаваш што правеше дента пред настапот? Значи, дали, не знам, те паѓаше некоја трема, дали ти беше страв дека нема да дојдат луѓе да ве гледаат или дека можеби ќе ги заборавиш зборовите на песните? Не сме го мислеле тоа со луѓе, со ова, со она, тоа стига после тоа доаѓа као грижа, мислам грижа, мене никад тоа не ми била грижа, да ми била грижа, ќе сум се бавил со тотално различен тип на музика. Али главно не сме го мислеле тоа. Тоа што сме правеле дента на наставот сме пиеле црвено вино и тоа многу црвено вино со мешано со Step Light беше. Да, тоа беше хит тоа време. Да, и беше ефтина варијанта што може за €1 да направи од тебе пијан. Да си цела вечер. Вие пред самиот настап уствари имавте некој фристайл перформанс тука. Да. Но дали се сеќаваш како беше како Марко бе Марко и после продолжуваш ти? Да, тоа нешто уствари он ме најавува, да, а уствари фристайлот беше од типот на стилот го има на се сеќаваш, значи, на све ако се поминати 20 години. Да, главно мислам ја може да не се сеќавам на ништо, ама на тоа што е поврзано со мојата музика, со моето творештво, со мојот пат. Главно ништо не може да ми кидне, све ми останува у глава и тоа мислам. Ова место е, ако изгледа како што изгледа се уште храм на кој највише сум се тресел. Аз сум пеел сегде. Сум пеел пред буквално на огромни вини, огромни маси, пред огромни маси на народ, ама ни еден настап не ме застрашил толку многу колку тој што тука ме застрашил овој бит, настап у ова битно место. И за крај да те прашам, кога следен концерт? Мислам дека многу те прашуваат, одамна не бил, ајде Марко, кога? Не знам, јас се надевам сега дека годинава имам многу нов материјал, многу нов тип на музика, нешто ти пуштев у кола, ти чу само многу мал дел. Песната за Моша е преубава. Да, фала ти. Тоа ми е битно многу и емотивно ми е битно. Верувам дека или оваа година или наредна. Ќе направам концерт и нормално тогаш кога ќе се решам за тоа, мислам кога ќе се решиме, боше, ја не решавам у животов сам за ништо, освен за тоа што лично сакам да го направам, а тоа не е лична стvar, тоа е колку е моја, толку е твоја и на сите тие луѓе што ќе дојдат тамо. Ништо, ние го чекаме концертот со нетрпение, а јас песната за Моша да видам како публиката ќе реагира на тоа што го слушна во кола. Фала ти. Фала ти на тебе, интервјува беше, мислам сега сме баш на сред булевар. Мораме да си идеме ке Неуапс. Ајде, чао.